слушатели со прогнозата за времето, но исто така сега сакам да кажам дека се приклучивме и на социјалните мрежи, на Фейсбукот и на YouTube. Се надевам дека и таму ќе не следат. Времето за денес четврток, минималната 16, максималната 20 степени, врнежливо времето. Во петок утре минималната 8, максималната 24, највисока до сега во овие 3 месеци, зимски 3 месеци. Сабота и недела ќе биде температурата 19 степени, а минималната ќе биде 10 степени. Продолжуваме со нашата радиопрограма, почитувани слушатели, бидејќи го имаме Косте Колевски за наш гостин. Пред да започнеме со интервјуто, ќе пуштиме една песна за селото, односно за областа, регионот Мариово. Инаку Коста понатаму во нашето интервју ќе ни каже повеќе за неговите заслуги, одликувања од македонската заедница, австралиската заедница, па и односно држава и од државата Викторија. Песната се вика, односно песната е за Мариово од Софија Мариовка. Добро, ова е песната што ја слушнавте за Мариово. Тоа е една голема област, почитувани слушатели. Костата се протега не само Битолско, туку и Прилепско до Доријан, и Кавадар се на другата страна. Добро, еве и официјално, почитувани слушатели, добар ден, Косте Колевски, активист на македонската заедница. Добре дојавте на македонската радио програма. Добро ве најдов Ицо, ти благодарам за остапеното време и поздрав, добро попладне за сите слушатели, поздрав за сите слушатели на Трипати земја. Да, малку погласно, бидејќи одиме и со Фейсбукот. Почитувани слушатели, како што можете да забележите на Фейсбукот, Косте вака малку со признанијата на вашата страна. Јас ќе сакам најнапред да ги покажам и од моја страна овие признанија. Еве, почитувани слушатели, Косте Колевски е со овие признанија кои ги има од федералните власти
Овде е и признанието од кралицата. Ако може да го подкрените од ова во синото. Од гувернерот на Викторија. Да, подкренете го тоа, да го видат, да се види, да се прочита. Понатаму имате од Фонкот, тоа признание. ова Да. ова е од кралицата и од председателот на Австралија Џон Ховард. До, Од парламентот на Викторија на 17 август. само покренете го погоре. Да. Од парламентот на Викторија. Да. На 17 август. На 17 август. Имате уште една овде. Има многу. Ајде да ја видиме ова. Да, Извадете ова овде. ова. Да. Добро. Да ја видиме и таја. Од кога е таја? Гледа се и таа од 17 Фонкот, кој беше фестивал во Витоси и Така. децата ја прославило правата мене како легенда со моја слика. Сите игрални групи добија вака слика и со игралните групи. И му благодарам многу за 37 години што работа. Ме покања да појдам и голема чест ми направи. Тоа беше за Илинденскиот фестивал. Да, на 17 август ова година. Ова година. Да видиме малку поблиску да може да се чита. Поблиску така. Да. Тоа е добро. Коста, еве уште едно до твоите медали, односно Ова е од призна. кралицата, Да? ова од Танец, Да. ова исто од Фонкот, Лехнеба, и ова почесен председател на Фонкот и на Танец, и ова исто од кралицата и председателот, и ова од гувернерот на Викторија. Добро, јас ја користам оваа прилика и од радиостаницата за 15 годишно активно работење и во управата и помагање на радиостаницата. Оваа значка е признание од нас. Можеме да ја видат и нашите... Благодарејце, да, браво. Само покажете ја. Да. 3 пати зет радиостаницата, овие ги доделуваја за активисти кои се на македонската радиопрограма за 15 години. Добро, вие имате 15 на години повеќе каде што сте активни, да, каде што сте активни во заедницата, и, односно на радиопрограмата и помагате со членство, со донации и организирање на другите наши настани во заедницата и така натаму. Добро, јас ќе се... Исо ти ме задолжи и јас да направя едно вакво нешто, затоа па ти работаш може 30 години во 3 пати зет, па треба и ние да ти се одолжиме тебе на некој начин. Добро, да, може и тоа да се направи. Почитувани слушатели и вие кои не следите на социјалните мрежи, еве јас ги покажав овие признанија и одликувања на господин Косте Колевски. Господин Колевски, најнапред кажете ни збор-два за вашето детство, каде сте родени, каде потекнувате и Да. до доаѓањето во Австралија, со што се занимававте? Сум роден во селото Будимерци Маријево. Погласно малку. Во селото Будимерци Маријево и основното училиште го заврши во селото и после она осмолетката Старавина бев тамо и од пето одделение ме кладо како одличник да биде председател на одделението. И од тогаш ова ми остана, значи од 11 година до сега скоро сум председател на многу места. После бев на младината, па отидов војска, после војската на работа, во работнички совети, во водна заедница, во геолошко, во пелагонија во Зикот, бев активен. Се образовах поново во Крсте Петко Мисирков, во Битола, и општиот дел, а стручниот дел заврши во Здравко Цветковско и во Скопје. И така, после тоа, 74-та си работев редовно и од тама си дојдов овде 74-та година во Австралија и работев на местница како форклифт. Сакам да прашам за вашето село Будимирци. Тоа се наоѓа во Битолскиот дел, да. Битолскиот дел од Маријево. Да, од Маријево, да.
Како е сега Маријово овие години? Како изгледа? Имате Маријево види са народот, младина нема многу, нема млади, али постарите си се враќа, пример од април месец тамо до кај октобар си се враќа, поново активни по на манастирите си одат, имам убав манастир Свети Димитрија, во Трново црквите се поправија, патот е асфалтиран до селото, ти имаш појдено во селото наше, знаеш како е, имам убава река, имам убав поглед кон Макчалан горе, кај ниже планина и така ние сме во подножието на планината Ниче, така да има 3-4 реки, богати со паструмка, мренка, ракој, богато место, да речеме, ние беме 100 куќи, 5 воденици на реката, така да добро се живее. Стока имаше преку 20.000 глави овци, говеда, работи, сете, значи сточарството, земјоделството, луѓето сите имаат, значи, што да работат, значи, си има своја земја, си има своје нивје, ливање, се. Значи, тоа сега тоа го нема. Нема, тоа го нема сега, има само еден овчар и говедар има 3-4 и тоа е. Сега патот и вода има, донесено од планината и тоа без пари, вода ладна од планината, секоја куќа има водовод дома, се има купатила, има се. И овие што се подобрите пензионери што се од Битола, од Скопје, си одат, си поправија куќите и се враќа за време на одморите, пример, што рекам пред малце од април до кај октобар си се. Дали од иселениците се враќаат назад или тоа го нема? Се враќа само за овие празниците. Сега Мала Богородица кој ќе биде на манастирот си се враќа за Петков ден, така тие денови. И лобџиите преку зимата си одат тамо во куќите, лобџи има доста. Тоа му е занимацијата. Значи луѓето тоа се занимава, сега повеќе нема. Значи тоа требаше да се направи порано, да има вода, да има пат, да се направи некоја фабрика, работи, али тоа државата го заостави и така да, значи сега нема доволно луѓе, нема. Коста, од она што можеме да слушаме од луѓето кои се од Мариовскиот крај на Македонија, голем број има села без ниту еден човек. Точно е тоа е точно. Тоа е точно, се враќа само за некои празници, за такви работи, да соберат, ако има некоја овоше, некоја круша, ореви, такви работи да ги соберат и бегаја. Јас се сеќавам Лазе, градоначалникот од Новаци во ова студио, го прашав колку амбуланти има за општината Новаци. Маријово потпаѓа под општината Новаци. И тој рече дека има само една амбуланта. Во Старавина имаше порано амбуланта и доктори имаше, сега не знам дали има. И сега јас го прашав што ако некој се споболи, како вие ќе стигнете до Градешница. Рече, тој малку на шега го кажа дека луѓето ќе се можат да бидат болни само кога амбулантата ќе биде на таа страна. Значи дотаму се дојде ништо општините. Тоа не е убав збор. Луѓето стварно има тамо стари луѓе, изномоштени луѓе, што не може сами да се гријат за себе, некои се оставени на милост и немилост. Веројатно, тие се стари родители, може повеќе од 80 години. Тоа е странно. Погласно малку ќе те молам. Да, дека тоа треба да има амбуланта. Не поблиску, погласно. Треба да има повеќе амбуланта, така што беше во Старавина и како порано доктор имаше, што одеше, ние имаме наш зет, се викаше Мирослав доктор, одеше по куќи, по селата, со апој, со работа, тоа беше добро, ама тој завршил тамо, си појде во градот, се школува повеќе, да не биде обичен лекар, се е друго, има високо образование. Добро, ајде да се префрлиме сега на активностите овде во Австралија. Дојдовте 74-та, да. Да. И кога дојдовте, како изгледаше Австралија 70-тите години во споредба со сегашно време, од денешна гледна точка? Како беше тогаш? Тогаш, види, луѓето беа помилостливи, она си го имавме ние од кај нас донесено од Република Македонија, луѓето се сакаја секоја сабота, недела, си одевме по гости, работи, милост имаше меѓу луѓето, најповеќе дружење, стоти не. И после почнаја селските друштва да си прават игранки, секоја втора, трета недела се одевме на игранки,
Не е важно кое село и што, се дружиме многу, во пикници имаше, секој село правеше, фудбали се играше, шаховски турнеи имаше, или да е клап во Фудскра игравме и шах. Така да, многу имаше активни, црквите правеа пикници, се дружевме многу повеќе него сега. Сега луѓето се види, овој систем, енглескиот систем си го створи своето, станаме малце себични. Сега куќите се големи, румо има, нема човек да дојде да ти спие, освен внучињата или синовите. Не синовите са, не идат, ти се големи, него внучињата го дојдат, кај дедо ке баба. Значи, порано беше комплет башка, сега башка. Порано имаше повеќе слобода, а поверење, ти ти извадеше пари за млекарот, ти му оставеше во боксето, тој ти си земе, никој не краде. Лебот исто, лимонадата исто. Клучот на човекот што ти прави деливери, дај му го, ти ја донесе фризата или кревето, ти го остави на масата. Значи, немаше некои кражби. Ако ти одиш во една самопослуга и платиш ние македонците с некој, за 5 цента или 10 ти му го остави. Тој ти трча стреленца по тебе да ти ги брати. Ама сега не е тоа пој. Тоа го нема веќе. Порано толку секирити врати немавме да врати. Сега секирити клаваме, аларми клаваме. Заштита. Заштита се не страв. Види што се прави се овие младите што дојдат, не од секаде дојдат. И сега тие се научили на тој начин, со ножеви, работа ти страв да спиш дома. Ќе ти влезат, ќе те заколат, ќе те украдат. Се ќе ти се. Тука Значи, од времето кога млекото се оставаше, парите... Никој не ги беше. Никој не ги беше. Да, лебот исто, водата, лимонадата, парите оставаме, ти земе, ти остави лимонада. Добро, да одиме понатаму. Кога дојдовте, во која организација се зачленивте или кои организации ги запамтивте 74-та година? Јас кога дојдов тука, прво дојдоа, кога 74-та, тие знаеа овие моите од Мариовскиот дел, зборувам за селата, Мариовски што беа здружените, од Градешница, Старавине, Будимец и Груништа, и дојдоа 3-4 деца млади, тие научија дека Косте дојде, сега треба и ние да направиме нешто. И тогаш јас му предложив да се формира Сдружените села на Мариево, значи тога се формира и работеа доста време, 15 години. И јас бев председател повеќето 13 години таму, замених. Моја беше идејата да се формира. И се формира и играорна група Мариево. А кои организации во Викторија или Австралија постоеа? Да, кои организации постоеа? Црквата, јас памтам, кога почна Свети Никола, Светилија, тогаш беа тие во тоа време. И после се направи манастир или во Кингла и така, покасно дојде, се направи манастир во Роклин и така да одевме ние, тие ме организациите. Хума Рајц работеше, он е Страбиновски, речи го, Господа опрости. Стојан Србинов? Да, го слушам тука. Стојан Ацоталевски беше. Да, Крсте Наумовски. Да, туа работевме сите заедно на Мумби, на секаде кај што одевме, го поздравам и Јацо и Крсте. Многу работеа тие луѓе, Крис Попов, тие луѓе доста работа за заедницата македонска да има придонесо доста тие луѓе и правевме муби, камиони, симетрали, трчахме ден и ноќе. Тоа беше заслуга на сите на заеднички. Тоа правиме Австралија Мумба, вечерта од Мумба одевме правиме мис на Македонија, овде во Викторија, во Сашево центар, салата преполна. Од млади девојчиња, од дечиња, тоа беше чудо. Кога започнавте со демонстрациите, првите демонстрации? Нема паѓа за година, ама многу имаме демонстрации, многу. Јас бе одговорен во последните 5-6 демонстрации, повеќе, може и 10, беа инчарч одговорен. На кои демонстрации се сеќаваш од првите демонстрации што беа? Кога дојде? Јас кога дојдов прв пат, отидовме ние на демонстрации во Хајделберг пред конзулатот југословенски, тоа беше. Да, сум бил и тогаш, да, во тоа време, ама исто и кога правиме пред Латрове, кога пред Латрове демонстрациите против грците, овие професорите што беа, со Фомав,
го направиме тоа. Крстен беше председател тогаш, ние помагаме. Крстен Наумовски. Да, тој беше председател на ФОМА. Така? На ФОМА, да. Сите помагаме покрај него и тој беше одговорен. Така ние беме, јас бе секирити тука околу за редари. Обезбедување, да. Обезбедување. Тие демонстрации завршија многу добро и тие после демонстрациите што беа кај Латробе 2-3 пати беме тука и се береме или во паркот тука пред Сарзатакис кога беше? Сарзатакис, председател. Да, и тогаш имаше демонстрации, паметува, после пред грчкиот консул, кога рипна грците, кои натепав, јас пуштив двајца каратисти, добив чин генерал за заслуга. Добро, не Тие, треба, многу не би требало демонстрации, тоа. многу. Еви последната... Не интересираат пораките, кои беа пораките, како беше македонскиот народ организиран. Многу беше здружен народот, кој ќе правиме демонстрација, последната ти си беше учесник, знаеш дека беа 60.000 народ. Значи, тоа е успешно. Од тогаш застанавме, не знам зашто, кој начин, застанаме, ама без никаква причина. Ако треба да собереме пак, да се реорганизираме, да се собереме, тие сме луѓето истите. Ние старите ќе поможеме, а вие младите треба да напред. Да, не сум и јас сега во младите. Младите се тие што ти го доделија. Резолуци. Да и Косте Колевски award, тоа тие се младите сега на ФОМАВ, на ФОМКУТ. Да. Учеството тие деца се двајцата школовани, Стојанче и Гоце ги поздравим и другите председатели, големо поштовање ми направија и види, ама децата, види, ако не знаат нешто се јавува, јас што треба му кажувам, што знам, така? Не сум човек јас да не поможе. Ако ми речат, ноќеска да ми ринга, телефонира, јас ќе му кажа што знам. Значи, Добро, кога се вклучи во културно-уметничко друштво Танец? 87 и 6 ствари. IT6. 86. Да. И од тогаш Пајсли High School беше првиот фестивал на ФОМКУТ тамо и од тогаш почнаме фестивалот да се одржава од IT6 до сега, тоа се 38 години. Фестивалот Илинденскиот фестивал зборуваш? Да. Од кога 86-та. Да. Зборувам македонски, нема IT6. 86-та Добро, година. 86-та во Пајсли High School и го направиме тогаш убав фестивал. А колку друштва бевте тогаш? 17 игровни групи. 17 друштва бевте. Друштва, да. Сите беа тука групите, а сега дојдеме до 8 групи. Значи, повеќе од половината ги Исчезнати се. Види, децата одат по други спортови, соки, работи. Порано фудбалите има прв тим и втор тим, сега има јуниори, ова, она. И децата одат на тој спорт, на фудбалот, на тенисот, на тие. Ајде да ми кажеш нешто за твоите средби со политичари австралиски. Да. Со кој се имаш сретнато и во која улога? Кога беше ова за Од почетокот зборуваме. Да, од почетокот. Повеќето, јас се среќавав овде во локалец со Хери Дженкинс, тој федерал мембер спикер на Австралија, повеќето, а после тоа со Пита Бачула, ама и кога дојде Жешкото, најповеќе кога се караме со грците за ова слав, за тие работи, најповеќе јас бев Ристо Алтин покојниот, Керстан Умовски, Ацо Таленски, Крис Попо, Джим Томев во Immigration Department, со Шковани. Френ Шковани беше тогаш главен, да речеме CEO беше на BMC, на Victoria Multicultural Commission. За да најдеме заеднички јазик, да преговараме со грците, тие бе четворица професори и ние беме тамо. Ама успееме да ги донесеме до кај нас, благодарение на Чичко Ристо. Ристо Алтин. Да. Тој рече, Коце, јас не слушам, кажуваме на овие речи, ќе се кажеме австралијанци, тие не сакаат да дојдат, оти се кажуваме ние македонци. И Ристо рече, Коце, речеме, ќе се кажеме австралијанци, овде живееме во Австралија, нека дојдат. А па ние македонците ќе знаеме, кој ќе излезе змијата од под каменот, знаеме што ги правиме. Така, после имавте ли средби околу преименувањето на
македонскиот јазик, па на македонската заедница. Точно. И тогаш имаше демонстрации, нели организиравме. Па види, јас бев 15 години председател на School Council на Томасов Secondary College. Еден председател 15 години. да. На Томастеон средното училиште. Да. И тогаш бе задолжен. Да, можете значајна улога, мислам, одговорна улога да си председател на советот на училиштето, на сите професори, учители, ученици, родители и така натаму. И види, кога дојде околу јазикот да се пише Славони, слав на начињата на Славоник, VFC. На VFC certificate, што ти го знаеш тоа, дипломата на децата кој ќе завршува. И со собравени јас бев, Мендо Петревски, Снежа Климевска, Пандора? И Крис Соклев. Четворицата, појдеме во Education Department, јама Бил... Кој беше тогаш? Фил Хани? Да, и му веле вака. Бил му веле принципалот, се вие може да зборувате, ама последниот збор ќе го има председател. Председател на советот. На совет. Тој што ќе рече, тој ќе биде последно. И овие зборува едно, друго, зборува, ама јас седам со тој, пија отидел да пие туту, и му рекол вака. Дали имаш ти некој копи од тој сертификат? Да видам. Копи, да. Копи. Рече има. Гледа да ми ово пише едно, пише да му на шо е ова точката напред, абе рече има позади пише. А дали може ние да го клајме сонцето од Вргина напред до Macedonian language, а од позади нека пише ова директива на Кенет Гавраме. Сонцето од Кутлеш. Од Кутлеш го клајме напред. Наке ти го ова, да. Да, тоа. И тој рече може. Ако може, тога добро. И овие се враќа назад, што направите? Моја работата е свршена. Скока, и му рекол, јас слушате, гледај ова. Овде се гледа ова напред, не се гледа од позад. И така го поминеме тоа VSA certificate да го добијат децата, на македонски да се пишува, само сонцето напред му го кладам од Кутлеш и после добив благодарници кои за кај оставиле и таа во Саше, во центарот ми ја даде Пандора, Петревска, поздравувам и таа. Така да успеаме на еден начин, да речеме, ете, Томасов Secondary College дојде како лидер во тоа нешто, начело со мојата заслуга што работев таму. Да, после Пандора и Снежана Климовска, Розета Стојковска, па советот беше Крис Попов, Миле Терзиевски и другите, се отиде на суд. Ова беше пред судот. Да, судот го загуби владата на Викторија од македонската заедница, почитувани слушатели, вие кои немате слушнато или вие кои ни следите на Фејсбукот. Австралиската, односно владата на Викторија го загубе судот, ние ги тужевме македонската заедница за да се врати името на македонскиот јазик. Треба да и честитаме на Розета Стојковска, на Миле, на тие високо образованите луѓе. Јас знам еднаш на една конференција Розета му појде на Джеф Кенет и вак прст му покаже и му рече: пази што правиш, јас знаеш сум адвокатка, ким берисите, ја те фиксам, рече. Да, Джеф Кенет имаше страф од Розета Стојковска. Се сеќавам и јас на еден состанок што бевме. Джеф Кенет праша Ицо Уейз Розета. Јас бев тогаш секретар на Советот на македонската заедница. Розета беше председател, такви беа настаните. Меѓутоа, како што рековме, најмногу труд вложија околу македонскиот јазик Пандора Петровска, Снежана Климовска, Розета, а пред тоа беа Крис Попов, Миле Терзиевски, јас, ти и други многу. Сите поможи. Сите, да. Имаше и демонстрација, еве да го кажам и тоа за јавноста, дека ние, професорите, учителите, од цела Викторија, подкрепени бевме од турската заедница, хрватската заедница и уште една не ми текнува сега која заедница. Имавме состанок со Фил Ханивуд на ниво на Викторија и излеговме со демонстрации, со вака, со плакати, како што вие наредени, излеговме со УА, бидејќи тој тоа го прифате под притисок на грчката заедница. Добро, да одиме понатаму. Овие да кажем,
Па еве скоро да, Да. да кажете за Добро. овие, Овие, можеш да ги земаш пред тебе и да ги Добро. покажуваш и тука да се гледаат. добро, ова е од ФОМК што ми даде како легенда за 37 години, што имам работено како председател на игровите групи на Викторија. Благодарам на председателите нови, јас сум почесен председател таму и ќе помагам и понатам. Благодарност до новата управа и сите председатели. Само за момент, јас да го сменам. Да, сега можеме да зборуваме. Значи, Ајде. благодарност до управата на ФОМКот, исто и до сите председатели, игровни групи, дечиња и сите родители, еве за ова заслуга не е само моја и ва. Јас работав точно 37 години, ама повелете вие работате се дупло. Јас сум половина век го поминав со игровната групи од Викторија. Добро? Тоа е едно. Другото го добив од парламентот на Викторија, го подари пратеничката Брови Хапени, значи за заслугата за мултикултурата овде во Викторија и за македонската заедница што работи. Тоа е. А ова е од гувернерот на Малку Викторија, поблиску. на Викторија гувернерот што работа за Да. австралиската тука еднакво, тие ме номинира с алијансите, да добив тоа. Тоа е награда за ширење, односно за мултикултура Да. на Исто Австралија. ова за Century А за of на кој празник се добива, се доделуваат овие? Заборав веќе кој ден тука На Анзак Дај, пред Анзак Дај или тука не. денот на Австралија? Денот на Австралија мислам. А Добро. ова ни се даде за 100 годишнината Century of Federation, 100 години од Австралија. Подкрени го да го видат. Тоа години од Австралија ми го подари Квин Елизабет и преминистор Кралицата Елизабета, това е Да. од гувернерот тогашен. Не е гувернер, од кралицата. Другото. Да, меѓутоа таа не беше тука, да директно Да, ти да, го да, даде да, тебе, да, да, представникот нејзин. Не, да. Да. Тоа е, тие се доста и покрај тоа имам си тоа ми даде. Уште еднаш да ги видам тие, ама го немаш од 3 пати зет. Во джепо. Чекај бе. Еве го, еве го. Ето го и тоа. Thank you. Добро, Хвала ти многу. многу убави заслуги, убави признанија. Да се вратат и на Коста? сите работа треба барем ова види, барем едно фала да му речеш на човекот. Е тоа мене ме горди, мене јас пари не зема, балантија бев, цело време работа, фамилијата остава по митинзи, по работи и тоа е ова е заслуга и на фамилијата. Се разбира повеќе и на сопругата. Така е, да, фамилијата носи големи заслуги. Ако зад тебе не стоела фамилијата, нормално дека Така. не ќе можеш да излегуваш надвор, еве како јас што сум 2 пати Јас не и дала ти имаме добри жени, ако не беа добри, досети беме 300 пати остави. Да, збор два околу членството на радиото пред мене, да. Види, пошто ете толку време сум јас и член на радиото од Можеш почеток. тука да се погледаш. Да, уште на почеток кога почна, кога беше онда речи го на Викторија беше долу, Да, студиото, во Фицрој, Фитро и тогаш на Джордж Стрит. на Джордж Стрит, јас почнав, не, пред тоа беше на Да, на По Викторија Теон Парајд. Холот, да. Викторија Парајд беше. Викторија Парајд. Од тога сум член. И сега апелирам до сите игровни групи, пензионерски групи и други луѓе, наши македонци, кои сакаат да го подржат ова редо да се слуша понатаму, ни требаат членови $11 за пензионери и 16 Да, за луѓето што работат. што работат. Поддршка ни треба, инаку се знае дека сатите ќе се изгубат. Другите нации чека, овие со ново дојдените што се од Африка, од Азија, ќе ни го земат, ќе ни зема сатите. Значи, тука е тоа вистината и јас го подкрепувам Ицо Најдовски, управата тука ние што сме, пробаме со сите сили, ама ни треба и вашата помош. Значи, ништо не е едно кафе, $10, што голема работа. Значи, да се подкрепа ова, ако згасне ова радио, да знаете дека ќе немаме да слушаме вести, ќе нема објави, ќе нема за ништо, ни за пејачи, ни за ништо. Затоа те молам
апелирам уште еднаш црковните општини и тие кои сака да поможат, нека се пишат следови, нека донира и се може да се направи. Добро. Тоа е еден апел од мене и ти благодаря Ицо за остапеното време, поминеме убав ден и тоа е. Благодарам што ја прифативте поканата од Македонската радио програма од мене да ги изложиме вашите заслуги и одликувања. Почитувани слушатели, не се Ицо за чување во фиоките дома или во гардеробите, ти ги заборав кај се породи. Добро е вака да се слушни, да се види преку Фейсбукот, преку YouTube, исто така ќе бидат и поттик и за другите млади втората, третата, четвртата генерација кои работат. Коста, уште еднаш благодарам за вашето гостување на Македонската радио програма. Почитувани слушатели, до слушање до утрешната радио програма од 6 до 7 со Васко Ангеловски, а од мене и од Коста ви посакуваме се најдобро. Ќе завршиме програмата со песната Деца бегалци. Марија Динкова. Ова да на Германија да не. Јас имам некоја лента. Уште се снимаме. Кој го напишал? Таја, децата бегалци. Stop
Треба да побараме Мара Димкова за интервју. Децата бегалци.